2 кутии цигари и 1 килограм тутун. Вака тутунарите од Карбинско ја раскажуваат својата мака. Велат дека трошоците одат нагоре, а цената на тутунот стои во место. Со намалени субвенции и скапа нафта, велат дека се помалку им се исплаќа годинава да работат. Ако ништо не се смени и оваа година, предупредуваат дека се повеќе ниви ќе останат без тутун. Лани имал сум 20 декара, оваа година сакам малку да ги намалам и се намалени субвенциите. Нема веќе сметка да се работе. Кажуват дека 80 денара ќе биде субвенцијата. А ние лани сме зимале 120 динара. 2 кутии цигари и 1 кило тутун. Значи не се сплаќа веќе да ги работиме како што се сплаќаше понапред. Значи се качени. Сите знаеме дека нафтата иде 100 динара. Диарите се качија, на нас цените не ги качуват. Само држат 420, 430. Човек треба да е задоволен, да имаш волја да работиш. Расходо никна. Ама те ти викам, цело село, тука што имаме, сите се жалат. Значи не е само јас да се жалам, сите се жалат. Времето добро е. Ој малку се смени времето баш на ова време, ама нема уште мраз. Моментално е добро, па шо ќе биде не се знае натака. И оваа година тутунопроизводителите бараат откупната цена на есен да биде над 500 денари, пониско како што велат да не се ниту размислува. Ако цената остане иста, велат многумина се решени да се откажат. Испод 500 динара надоле не треба да е. Испод 500 динара. Значи и да се оде се прва класа. Оние како што прават, а ние даваме тутуно, носеме, оние дават трета класа на прва тутун. Ја веќе 30 години работам со тутун. Значи, не еден по еден, ја живеам горе во село, од наше село се преселија 15 души веќе ушти одат на работа. Одат државна работа. Наше село имал 100 тона тутун пред 3-4 години, сега оваа година има 50 тона имаше. Но оваа цена, ако се држи, ќе се откажуваат. Согласно ситуацијата, тутунот во изминатиот период се продаваше за околу 430 денари за прва класа. Тутунопроизводителите од Карбинско тврдат дека имало нефер практики при продажбата, бидејќи тутунот трета или втора класа се продавал како за прва класа. Бараат одговорност и честност од оваа есен.